Продолжуваме понатаму, почитувани, наш гостин во продолжение на утринската програма. Добро утро, секое утро, професор доктор Лазар Јовевски, по трудово право. Ке разговараме за мошне нешто интересно, она што и го најавивме за сите оние кои работат од дома, но пред се ке кажам добро ви утро. Добро утро, Слободанка, задоволство е што сум повторно во вашата емисија. Секако задоволството е, верувајте, и на наша страна, со оглед на тоа колку гледачите сакаат да ве слушаат на многуте теми кои и досега сте разговарале и сте во утринската програма. Меѓутоа, она што јас денес сакам да го истакнам е тоа што и секако на сите добро ни е познато, работа од дома. Пандемијата која се случи секако натера многу луѓе да ги обавуваат своите работни обврски од дома. Се надевам дека барем и вие сте го почувствувале тоа во последно време, нели? Па може ли да ни појасните и ке разговараме за законите и за оние кои работат од дома. Меѓутоа, за да имаме појасна една слика, тоа вие убаво ке ни го објасните, за да знаат сите оние кои тоа го практикуваат, кон што треба да се придржуваат. Така да, ајде, да започнеме со оваа тема. Слободанка, оваа тема навистина е, би рекол, актуелна во овој период, бидејќи заради корона кризата голем број од вработените и во стопанството и во јавниот сектор остана дома, остана во своите домови да работат, особено оние професии, оние вработени, односно вработени на соодветни работни места кои што се однесуваат повеќе, би рекол, со во одредена административна улога кој што имаат во компаниите или во државната јавната администрација, така што одредени работни места и де факто можно е да бидат променети, да бидат пренасочени во смисла на работа дома, додека пак одредени работни места е невозможно да се пренесат во насока на работа дома, како што е, например, во градежниот сектор, ако се гради куќа или згради или автопати, не може тоа да се прави секако од дома. Меѓутоа, за оние работни места каде што можеше да се пренесе работата, да се пресели во домот на вработените, всушност се отворија голем број на прашања, голем број на дилеми, односно се поставија одредени правни, би рекол, прашалници во насока што значи тоа работа дома. Одреден број од вработените кои што работат сега дома или досега работеа овие месеци за време на корона кризата дома, всушност беа, би рекол, во еден двоен статус. Познавам граѓани, вработени, кои што користеа одредени права по основ на чување дете до 10 години или влегуваат во она група на заштитени граѓани по основ на хронични заболувања или пак по основ на одреден број вработени жени по основ на бременост, и тогаш со уредбите всушност беа насочени да седат дома, како што и сега се уште важат тие одредби, меѓутоа седејќи дома всушност им дадоа задачи од страна на работодавачите да работат и во домашни услови во тој контекст, што според мене и не представува проблем во голема смисла, бидејќи со одредено уредување на овие прашања и на овие односи, всушност таквиот тип на работа дома може да биде предвиден. Од друга страна, постои една цела група на вработени кои што не влегуваат во овие категории на вработени по однос на уредбите кои што користеа можност да седат дома, всушност влегуваат во оној активен кадар на вработени, а при тоа беа упатени да седат и да работат дома. Така. И во едниот, и во другиот случај, всушност се соочуваат со голем број на предизвици. Првиот предизвик кој што постои е дали тоа е воопшто правно уредено. Ако го видиме законот за работните односи, ќе забележиме дека во законот има 3 члена, членот 50, 51 и 52, кои што ја уредуваат оваа материја, при тоа членот 50 е суштествениот член, кој што има неколку става и кој што всушност ја регулира оваа материја. Според мене, овој член од Законот за работните односи дава одредени насоки како треба да се врши работата дома, но овие насоки не се доволни. Овие насоки представуваат една рамка, еден само патоказ, би кажал. И тоа е затоа што во минатото работата дома не беше толку актуелна и не се практикуваше и не влегуваше во оној сет на работни места кои што во
значителен обем беше практикувано од страна на работниците и од страна на работодавачите, за разлика од Европа, каде што работата дома влегува како и кај нас и таму во оние флексибилни форми на вработување и огромен број на вработени, повеќе од 60 милиони, барем до пред ковид кризата, влегуваа во овој тип на работа, односно го употребува овој начин на вршење на работните задачи. Кај нас, иако тоа постои законски уредено, сепак не е во пракса толку употребувано. И сега, бидејќи дојде заради ситуацијава со COVID-19 да вработените бидат приморани ова да го употребуваат, всушност се создаде, би рекол, еден правен вакуум во однос на одредени прашања кои што сега допрва се отвараат. Едно од прашањата е дали е доволно, како што вели членот 50 од Законот за работните односи, да само со договорот за вработување бидат утврдени правата и обврските на работникот и работодавачот во случај на работа дома. Ако е така, тогаш сите што работеа дома, што работевме дома, ќе треба со посебен анекс на договорот за вработување да направиме одредени измени на договорот за вработување и да ги уредиме овие прашања за работа дома. При тоа, законот е јасен и вели, во случај на работа дома, работодавачот е должен да го извести трудовиот инспекторат во рок од 3 дена од започнувањето, значи од потпишувањето на договорот за вработување за работа дома, ако е типично работно место за работа дома или ако е ваков тип на работно место кај што привремено се работи дома, тогаш од потпишување на анексот во рок од 3 дена мора да го извести трудовиот инспекторат. Што би била улогата на трудовиот инспекторат? Иако тоа во законот не е доречено, сепак трудовиот инспекторат би требал да процени врз основа на самиот анекс или врз основа на договорот за вработување дали работното место кое што е дома со оглед на работните задачи е безбедно за работа или не е безбедно за работа. Ова е клучен момент, бидејќи потоа се отвараат други прашања и подпрашања врз основа на овој одговор. Како што јас би имала, се извинувам. Не е едноставно. Така, се извинувам, како што јас сега би имала подпрашање, кој треба да каже дали е безбедна работата дома или не? За да го пишува во договорот во анексот, еве како што напоменавте. Како ќе знае работодавачот дека ете работникот ќе биде безбеден дома? Што треба да се обезбеди како услов за тоа? Самиот закон за работните односи во овој дел вели работодавачот е должен да обезбеди безбедни и здрави места на вработениот дома. Така. Значи, работа дома не е само работата во домот на вработениот, туку е секое друго работно место кое што е надвор од деловните простории, од она каде што е седиштето или канцелариите, да кажам поедноставно народски, на работодавачот. Значи, работа од дома може да биде и на некоја надворешна канцеларија која што е во собственост на самиот вработен или некој негов објект, викендица, каде што можеби не живее константно или слично, од каде што тој работи. Меѓутоа, работодавачот е должен, вели законот, да обезбеди безбедни работни места. Веднаш се поставува прашањето како? Како е можно работодавачот да обезбеди? Најмалку е работодавачот треба да дојде да види какви се тие работни услови, да биде запознаен од страна на вработениот во какви услови ќе работи тој во таа работа дома. Меѓутоа, од друга страна, тоа има една друга ситуација. Ако треба работодавачот да дојде дома, тоа се коси со едно друго правило, општо прифатено, едно основно човеково право, а тоа е неповредливост на домот. Дали ова представува исклучок од правилото за неповредливост на домот, ако се типичен случај на работа дома баш во домот на вработениот. Вториот момент за кој што еве како би бил дел од одговорот на ова ваше подпрашање, Слободанка оди во насока да како инспекторот ќе утврди дали се безбедни работните места ако и тој не дојде на лице место и да направи одреден увид кои се работните услови. Така што во овој контекст се отвараат одредени прашања кои што би требало во иднина здраво да се размислат, правно да се оформат и да се создаде една, би рекол, правна целина во рамки на закон или во однос на некои други подзаконски акти, правилници или уредби или слично, кои што ќе уредат оваа материја. Од друга страна, следно подпрашање, ако дозволите јас да го поставам, е што ако се случи повреда дома, работите, например, седите пред лаптоп и се случи нешто да станете во моментот, да се злизнете, да паднете и да има одредена повреда, дали ќе се смета
како повреда на работно место. Која е постапката за да се докаже сега дали било тоа баш во моментот кога сте работеле на работното место или во тој момент не сте работеле повеќе, се завршиле за тој ден, па сте си сватиле домашни работи да си терате и нешто се случило, сте се повредиле, ме сваѓате, така да сега во тој дел ќе треба да има одредени вештачења за да се утврди кога во кој момент се случила повредата, како се случила, или ќе треба да заземеме став како фела во смисла на правници, во смисла на експерти од безбедност и здраве при работа, во делот на оној технички аспект, да всушност се што е секоја повреда која би се случила на работно место за време на работното време кое што ќе мора да биде утврдено за работа дома ќе се смета како повреда на работа. Има тука многу нешта кои што ќе треба сега да се дискутираат во фелата. Не се работите баш така едноставни како што можеби на прв поглед изгледам, ќе си седам, ќе си работам дома, баш е добро, баш е супер. Од друга страна, разговарајќи со голем број на работодавачи на оваа тема, морам да ви кажам дека е нов општ печаток, барем за македонските услови, за сега на база на оваа COVID-19 криза и би рекол едни емпириски првични информации кои што ги добиваме во однос на тоа што е статистиката, што се случува со оваа работа дома, барем кај оние фирми кои што испратија дел од вработените дома заради тоа нели да не се шири вирусот, а да работат од дома, бидејќи работното место тоа го дозволува. Тие работни места, потенцирам уште еднаш, се најчесто оние кои што се спред лаптоп, каде што може пред компјутер да се седне да се работи од дома. Впечатокот кај работодавачите е дека првичната еуфорија од работа дома, првата недела 2 до 3, всушност работата тече во едни добри услови, нормални услови, работата си врви, меѓутоа потоа продуктивноста паѓа во однос на работата дома. Многу интересна забелешка, би рекол и феномен сега за анализа и од правен и од економски аспект, а тоа е ако е оваа информација точна е дека паѓа продуктивноста, тогаш се постава прашањето за работодавачите колку ќе бидат тие заинтересирани и во иднина да ги практикуваат овие модели на работа дома, бидејќи велат многу често се случува да почнуваме повторно, велат работодавачите, процесот да го менаџираме на микрониво. Тоа значи да мораш со вработениот во директни контакти да го стимулираш, да го храбруваш, ајде дај заврши оваа работа, дај не одлагај за утре, ако си дома ми треба итно, каде што веќе претходно тоа како стандард било надминато, односно вработените на работните места во просториите на работодавачите немало потреба на тако микрониво да се менаџираат завршувањето на обврските. Така што сега ја поврзувам работата од повеќе аспекти за да отворам одредени проблеми и дилеми кои што стојат и пред вработените и пред работодавачите, но и пред целокупната држава и општество, особено пред фелата. Тука јас би сакала да прашам вака. Значи, пред пандемијата, дали воопшто еве вие како професор, Македонија била подготвена за нешто вакво, дека може да се случи, со оглед на тоа дека еве и се случи и има луѓе кои ги завршуваат своите работни обврски токму од дома. Дали според ова што вие сега во моментот го кажувате дека не сме биле подготвени онака како што е потребно за правата и веза на работниците, на оние кои своите обврски ги извршуваат од својот дом. Сепак нели говориме за придобивки и за ризици, има придобивки, можеби сме во нашиот дом, меѓутоа можеби тоа еве како што кажавте и подоцна може да влијае дури и на продуктивноста, меѓутоа може да влијае, јас барем така мислам, и на психичкото и менталното здравје. Па јас во овој контекст би се сложил, еве, ако смеам така да кажам, во оној полуодговор кој што веќе го дадовте во самото прашање, а тоа е дека ние дефинитивно пред оваа COVID-19 криза не бевме навикнати да работиме од дома, не бевме спремни на тој начин и тоа не е само со нас во Македонија, тоа е карактеристика на целокупниот регион. Јас ги пратам состојбите и во Србија, и во Хрватска, и во Црна Гора, Босна, Бугарија, Албанија, Косово и така натаму, и ги забележувам дека и таму работата од дома, телеворкингот, така наречен, работата со дигиталните мрежи, дигитализацијата на работните места е на многу ниско ниво и констатациите на експертите и таму, а и кај нас, јас би кажал во овој контекст, дека ние всушност сега, ако ништо друго, позитивната придобивка е дека всушност почнуваме да ги
да се привикнуваме на таа дигитализација на работни места, работа од дома и со овие софтверски мрежи и платформи кои што во одреден контекст можат да помогнат да олеснат на работниците, на работените и така натаму. Меѓутоа, дефинитивно за да се работи на овој начин, тоа скрие и одредени замки, би рекол, кои што треба да се откриваат и да се надминуваат. Јас неколку кажав од нив, меѓутоа ако зборуваме генерално, на пример учење онлайн од дома, за наставниците работа од дома би било предавањето со децата, со наставниците, па и ние професорите, всушност во овој период државме онлайн настава со нашите студенти. Од прва рака можам да ви кажам дека има голем број на предизвици со кои што се соочуваме и се зборувам сега и од личен аспект, дефинитивно. Посебно во овој тип на професии каде што е потребна интеракција и каде што е потребно слушател од другата страна, дали е детето ученик или е студентот, да всушност за да го пренесеме знаењето, многу е важно да го пренесеме и духот, да ја пренесеме и енергијата со која што ние како личности всушност функционираме, за да не биде само суопарно знаење, информација која што секако некој на овој или оној начин би можеби да ја извлече од интернет, да ја прочита или слично. И кога сме во живо, in live, во однос на одредени работни позиции, како што е на пример професурата, всушност пренесуваме и нешто повеќе, пренесуваме дел од својата душа, дел од срцето, го вадиме пред слушателите, пренесуваме една подлабока информација, доколку сакаме, можеме и доколку тоа е дел од нашиот начин на пренесување на знаењето. Така да тоа не може да биде заменето во никој случај, тој духовен аспект на професијата, она психологија на трудот и социолошките аспекти на трудот не можат да бидат пренесени преку овие онлайн мрежи, барем не во тој обем и во тој квалитет. Така да одредени професии ќе се соочуваат со тие предизвици, други ќе се соочуваат со повреди, можеби на дома, доколку се бара нешто да се направи, тоа не е само секогаш седење на столица и пред лаптопот. Знаете, така да има тука доста дилеми, меѓутоа што треба во иднина да се направи, ако не сме подготвени, а не сме, се покажа тоа и во образованието, особено кај во делот на основното, средното образование, но и генерално во останатите работни места, всушност ќе треба. Јас бев навистина инспириран од еден разговор што гледав и преку медиумите на еден наставник, ми се чини, да барем во делот на образованието, онлайн наставата, да ние и доколку немаме потреба во иднина да вака предаваме, да вака држиме настава, да всушност имаме барем еднаш неделно, пола ден, неколку часа или еден ден во неделата да се вклучуваат децата во ваков тип на настава. Сега зборуваме од аспект на тие работни места. Да и на самите работени им биде едноставно по-лесно, по-јасно и да бидат веќе подготвени за тие работни места. Отидовме малку пошироко, Слободанка, сега во целиот овој контекст, меѓутоа верувајте, трудот и работните односи, јас многу често велам и на студентите и вака овие кои што ме познаваат, колеги, трудовото право е правото на животот. И ние кога зборуваме за работните односи, за трудот, зборуваме за животните односи. Ако земете во предвид дека поминуваме барем до сега 8 па и повеќе часа на работно место, велам многу пати тоа е повеќе време отколку со семејството, со домашните членови на семејството, така што тие интеракции, тие односи се многу важни и никогаш не треба да им пристапуваме површно и лаички. Во целиот процес за работа дома и договорот за вработување за работа дома, тоа што би требало сега во овие следни месеци да се направи, најмалку е што работодавачите треба да донесат интерни акти, бидејќи има отсуство на законска рамка и уредби во однос на ова прашање, со правилници да ги уредат одредени правила на игра, што ќе значи, дај Боже, ако има нешто повторно на есен или зимоска, некој повторно брани или ако оваа работа тлее и понатаму и понатаму. Така да ако луѓе работат дома, да има правила на игри, во наводници правила, значи правилата на работното место дома да се знаат однапред, да се уредат, да се превенираат одредени прашања. Исто така, ова е можност да ова прашање може би се уредеше и со уредби, со законска сила за овој период,
меѓутоа очигледно никој не се сети на овој аспект дека треба да се регулира оваа материја малку подлабоко, а информации постоеа не само кај мене, туку и во државните институции и во владата дека всушност има голем број на вработени кои што седат дома и работат од дома за овие 3-4 месеци и веројатно е дека и во иднина ќе продолжат одреден број на работни места да континуирано се одвиваат дома. Сега кога сме за работа од дома и како што кажавме дека ова може нели да продолжи понатаму да се работи од дома. Кој ќе биде со оглед на тоа дека сме пред самиот крај на разговорот, вие и многу мои прашања кои си ги има, веќе ви е тоа многу јасно. Тоа е оно што треба да се каже на гледачите и да им се објасни. Ви благодарам за тоа што ми олеснивте работата. Меѓутоа, еве за крај би сакала само да, како што кажавме, може да се продолжи работата од дома. Кои се вашите совети до сите оние кои работат од дома? Па да ги постават правните основи, да не се навлегува, се зборувам и за вработени, за работниците и за работодавачите. Апелирам до работодавачите доколку имаат вработени дома, а во отсуство на поширока законска рамка и уредби кои што ја уредуваат оваа материја, да си ги уредат прашањата со правилници, каде што точно ќе се знае кои работни места може да работат дома, вработените на тие работни места, што значи работата дома, кои се тие околности, што значи тоа да аспект на безбедност и здравје при работа дома. Тоа е едната констелација, втората е да во самите договори за вработување да не оставаат правна празнина, туку со вработените да потпишат еден анекс во неколку члена каде што всушност насочуваат дека оваа работна позиција, оваа работа може покрај во просториите на работодавачот да се извршува и работа дома. И трето, за крај и последно, исто така ми сметам дека ако веќе одмина времето за уредби со законска сила, бидејќи влегуваме сега во еден друг општествен процес и така натаму, значи следно што треба да се направи е да се донесат конкретни законски одредби кои што малку подетално ќе ја уредуваат работата дома. Значи ни фали една поразработена законска рамка да се постават контурите и секако до социјалните партнери ова прашање и тоа како може да го разговараат во рамки на колективното преговарање и да го уредуваат со колективни договори. Еве, се надевам дека бев доволно краток. Прекрасно. Многу ви благодарам за сето она што го објаснивте што се однесува на оваа тема и ви посакувам да си имате убаво утро, убав ден и благодарам што сте дел од утринската програма Добро утро секое утро. Почитувани тука... Благодарам и до вас, задоволство е што сум секој пат гостин и за овие убави разговори кои што ги имаме. Се надевам помагаме на граѓаните. Секако, сигурна сум во тоа, слушајќи ве со задоволство, навистина е така. И се слушаме во следната прилика на некоја друга тема, ќе се договориме за што е она поактуелно за што ќе разговараме.